Црешата е заштитен знак на Штип и на источниот регион, но и на месеците мај и јуни. Малите црвени плодови асоцираат на сласт и уживање, па на нив ретко кој може да им одолее. Баш сега се многу добри црешите и убави се за јадење. И добри се, нема црвци, немате уште ништо. Баш сега се најдобри, најчисти, најздрави. Зимаме, да, по кило, така, апнуваме си. При изборот на цреши, многу е важно тие да бидат еколошки чисти. Црешите се наше производство, у планината високо растат, од горачино се црешите. Убаво, здрави, непрскани, може одма да се јадат, не миени, без гајле да бидат. Втор пат излеват, втор петок излеват. Купуват. Денеска имаше 280 кила, сега имам уште 5 кила. Значи продадела сам ги сите. Ова миниатурно чудо од овошје е преполно со хранливи материи кои се користат за здравјето. Првенствено содржи многу витамин С, а потоа А и сите од групата Б. Од минералите содржи железо, бар, магнезиум и калциум. Доколку конзумирате цреши, вие ќе ги спречите воспаленијата кои што можат да се појават на урогениталниот систем. Исто така се одлични да ги конзумираат оние кои што имаат проблеми со реума, но и ги спречуваат болестите кои што можат да ги нападнат коските. Одлична вест за дамите е тоа дека го спречуваат таложењето на целулитот, а исто така штитат и од карцином. Се смета дека првите цреши биле одгледувани на територијата на Мала Азија и Грција. Црешата е позната уште од преисторијата, кога за неа знаеле луѓето од бронзената доба, поточно 2000 години пред нашата ера. Во 8 век пред нашата ера црешата веќе била припетомена и луѓето ги користеле нејзините плодови.